Рековте дека е целата посипана со сол. На кој начин, значи, солта го врши своето влијание на нашиот организам? На кој начин? Да почнеме од почеток. Значи, она што го кажувавме, значи, таа е со 4-5 сантима над зидовите сол. Доле се 15 сантима сол, во кој што децата се играат како во песок, воедно и се движат и се врши рефлексотерапија, тоест масажа на стапалата доздола. Она има својство на испуштање на негативни иони кои што позитивно делуваат на нашите организам и дават релаксирачко дејство. Во самата соба има и се врши и хромотерапија. Хромотерапија тоа е терапија со светлина. Во терапијата, значи хромотерапијата со врзана со терапијата со негативни иони, да кажеме како терапија, делува на психофизичката состојба, на психичката состојба на организмот во делот на опуштање, на релаксација и такви работи. А главното за солената соба е халогенераторот кој што го спомнав, тој е нашиот Ирис естонски халогенератор, во кој се става камена сол, која што е збогатена со 12 на минерали. Така. Во него се става таа сол, он компјутерски се наведува во зависност од тоа колку ситно да мели таа сол, колку да испушта, свето се до тоа во зависност од колку е голема просторијата. Помали простории, бидејќи просториите може да бидат од 2-3-4 квадрати, па до 23-4 квадрати со овој генератор. Доколку е просторијата помала, се штелува генераторот да пушта помалце сол, иначе би било премногу, преголема заситеност. Еве ги имаме инсертите, ова може веќе да го коментираме за да биде поразбирливо и за нашите гледачи. Да, ова се веќе седиштата на кои што седат. Имаме светло, различен спектар на светлина. Горе ни е направено од звездано небо, така да кога ќе седнете, кога ќе уживате и горе да гледате, да се опуштиме до крај што се вели. Да ги гледате звездите. Да, ете ги тие седишта за кои што зборувавте пред малку, рековте вашата солена соба е околу 20 и нешто квадрати, пред малку ги спомнавте дечињата, дека најголем дел од посетителите на таа приемниот дел би го спомнал и што е важен, значи значи што правиме кога доаѓаме во солената соба? Кога доаѓате прв ќе седнете удобно, ќе се сместите, доколку ви е прв пат. Значи халотерапевтот што работи кај нас ќе ви изврши една кратка едукација во делот на солената соба, начално она тука што го зборувам и таму ќе ви го презентира и она. Ќе направиме една кратка консултација што, како, зошто и понатака се пресоблекуваат. Имаме пресолената соба, имаме соблекувална, имаме шкафчиња за оставање на гардеробата. Сите електронски уреди треба да се остават надвор. Кондурите, чевлите исто има место каде се остават. Возрастните добиваат калци за на нозете. Во делот на хигиената се грижиме за дечињата кои што си играат во солта. И они понатака си играат, кој што може да видите на инсертите, си играат во солта како на плажа да се. Како на песок, да. Кажете ми, дали облеката која што ја носиме додека престојуваме во солената соба треба да е некоја тенка, да сме лесно облечени или како? Во зависност од времето, како? Па не, таму е, значи, константна температурата е околу 25 степени. 25-6 степени константна температурата. Во рамките на таа температура секој би се облекол колку што е можно полесно, зашто некој на таа температура со прерамки доаѓа, некој доаѓа со блузичка. Сепак тоа е ставено на странките индивидуално да се облучат. Влијанието на солта е подеднакво без разлика колку сме ние облечени. Значи таа толку ситно се мели да вие колку и да се облечете таа ќе навлези на сегдека. Значи таа влегува во порите, преку дишните органи. Значи влегува на сегдека, преку дишните органи навлегува во респираторниот систем, на горниот и долните дишни патишта. Голем благодет на солената соба има и врз кожата. Значи и доколку немате кожни болести, немате проблеми, она преку порите на кожата навлегува до лимфните жлезди и ги поттикнува да работат, да лачат што повеќе и да ја хранат кожата. Со тоа доаѓа до подмладување на кожата и доколку има и некои дерматитиси, псориази, тие доаѓа и ги лекуваат. Значи има и лековито дејство на кожата. Исто многу добри се покажува за лекување на акните. Значи, ама си треба да се направат што повеќе третмани, зашто со еден третман немаме подолгорочно бенефит, да кажеме. Значи, се треба да се прават серии од по 15 третмани. Така, за да има нешто вистинското. Иначе, до нашите муштери доаѓаме до различни констатации, да некој вика дека косата више не ми се мрси толку. Има ли некој што се жали? Па не, начално не ни се пожалиле. Позади нас не знам што зборуваат, али
Не, ние сме си такви како прво нешто, ако не е добро, прво тоа ќе го кажеме, а потоа убавите работи. Значи сега за сега нема никој што се пожалил. Голем дел од децата не сакале да влезат во солената соба. Од страв, од што? Од страв, дали се не асоцираат како медикаментозна установа, да, ординација, дали така не доживуваат и буквално со страв доаѓаат. Ама буквално сите деца, после тие што највише не ќе да влезат, не може да ги извадиме надвор. Меѓутоа мора да бидејќи нели постои временски рок кога може да поголем проблем е да ги извадиме надвор тие дечиња. А тоа често ни се случува. Сега не случајно го донесовте весникот од општина Аеродром, последниот број во кој што секако е запишано сето она или барем дел од ова што и денес го презентираме пред нашите гледачи. Меѓутоа не е само колку да се запознаат гледачите, туку размислувате, а наскоро тоа ќе се реализира врз основа на сите оние статистики и податоци кои што ќе ги добиете од општината, да овозможите бесплатно користење на солената соба на одредени таргет групи. Да, на одредени таргет групи во соработка со општина Аеродром. Тоа ни е планот. Сме во преговори да овозможиме бесплатен престој на оние што не може да си го приуштат, ние да оделиме временски рок во кој што ќе им го отстапиме, али се до тоа општината да си одлучи, да каже што како. Оставено е на нив. Нешто убаво, наша денешна тема халотерапијата или солената терапија и солената соба која што има овде во Македонија, конкретно наш гостин е господинот Александар кој што има солената соба во општина Аеродром и досега доделивме на 6 на наши гледачи ваучери за по една посета во солената соба, меѓутоа едно влегување во солената соба не е ништо, затоа чисто да почувствувате на своја сопствена кожа, а потоа да одлучите дали тоа ќе го направите повторно или не. Веднаш моето следно прашање: зошто тоа да го направат повторно? За да остат бенефитот. За да биде потрајно, бидејќи како што кажеме, од еднашка ефектот не се доживува. Престојот во солената соба за дечиња е 20 минути, за возрастни е 40 минути. Се препорачува, значи, од повеќе испитувања, дека е пожелно да се направат серии од по 15 терапии, 3 до 4 пати во годината. И тоа ќе се добие бенефитот на подолготрајно заздравување. Тогаш, значи, они луѓе кои што се заболени од астма, доколку го посетуваат солена соба, го намалуваат или го редуцираат, значи, употребата на апаратчето за дишење, бидејќи со самата халотерапија доаѓа до прочистување на дишните патишта, се чистат дишните патишта со тоа што, како што кажав претходно, влегува повеќе кислород, значи, во самите тлуќа. Еден од минералите кој што е железото придонесува за подобра размена на кислородот во крвта. Со тоа се подобрува имунитетот, значи се зголемува процентот на кислород во крвта. Со самото зголемување на кислород во крвта се подобрува и имунитетот на организмот. Кој се не може, значи, да влезе или не сме според сето она што е претходно ваше искуство, меѓутоа претпоставам дека и постојано се доцирате со она што се случува во светот? Па да, не се препорачува. Не се препорачува, така, значи забрана строга не постои? Немаме строга забрана, не се препорачува. Значи не се препорачува кај луѓе кои што прележале туберкулоза или имаат акутна туберкулоза, имаат кардиоваскуларни проблеми, имаат болести на внатрешните органи, бремени жени, сепак не се препорачува за она што би ја кажале како критична група. Мада имаме лични искуство, значи кај нас дојде клиент кој што ми е многу близок, кој што има проблем со високиот притисок и имаше обилно крварење од носот. Уназад неколку години повремено почнуваше да тече крв од нос. Така. Притисокот си го направил своето? Па, не може да откриат од што е. Не може да се открие од што е. Посетуваше 15 сесии од 15 третмани, не даде за тоа, мислам. После тоа приметивме дека престана крварењето. Како нус појава на посетата на солената соба, која што не е нус, која е позитивна појава. Станува збор за мојата мајка. Така да не можам да кажам, не се препорачува за луѓе кои што имаат крварења. Така, во секој случај консултација со матичен лекар не е на одмет? Па, мислам дека немаше потреба. Ја посети солената соба, чисто за она што го викаме за опуштање да дојде. Доколку имаше проблеми со притисокот, ако се почувствуваше, ќе се излезеше. Мислам, така и настапивме ние. Така, подготвени за реакција. Доколку почувствува нешто, дека ќе се излезе, тоа што на крај солената соба, ако некој докторот ви забрани да употребувате сол, не влегувате во солена соба. Така да тоа ретко се забранува, освен
нели со тироидната Да не е жлеза кои третирано, имаат проблеми кои што сериозни им заболувања се поврзани одзема, со да. така.